Власта и опозицијата да соработуваат во клучните области кои ќе ни помогнат да напредуваме на патот кон Европската унија, гласот на граѓанскиот сектор да се слуша повеќе. Невладините организации, пратениците и представниците на извршната власт со една порака. Членството во ЕУ е стратешка определба, но заедно сме посилни во исполнувањето на обврските и решавањето на домашните задачи. Како одговорна влада, за нас е еден од врвните приоритети доследна примена на обврските кои што произлегуваат од Берлинскиот процес и од реформската агенда, кон чија имплементација сме се обврзале, но не само како обврска, туку и секако како потреба за сите нас. Тоа е шанса за наше регионално, економско, социолошко и културно обединување, преку кои ќе ги согледаме нашите слабости, кои ќе ги претвориме секако во можности. Од Институтот за демократија велат дека државата треба без одложување да ги донесе законите од реформската агенда и да ги исполни обврските од Берлинскиот процес. Мислам дека е добро помеѓу извештаите на Европската комисија, особено за деловите на исполнетост на реформската агенда, да имаме вакви сесии, каде што институциите ќе информира за прогресот, напредокот и перформансите и ќе се излезе со конкретни заклучоци од овие сесии, каде што институциите ќе бидат потикнати да си ја завршат она превземена обврска. Опозицијските пратеници забележаа надоцнењето на одредени закони од реформската агенда, додека пак од владеачкото мнозинство стигна порака дека додека ние работиме на домашната задача, Европската унија треба да покаже поголема посветеност на проширувањето. Дали во одредени сегменти имаме напредок, во кои сегменти всушност и предничиме во споредба со земјите од Западен Балкан и исто така каде треба навистина да посветиме огромно внимание, затоа што реформите се тие кои што ќе ни овозможат и повисок стандард и секако европска интеграција. Почесто се користи зборот интеграција на земјите од Западниот Балкан, отколку фразата полноправно членство на земјите од Западен Балкан. И тоа не е случајно. Мислам дека и тоа дава една димензија на тоа што во моментов зашто во Европската унија постои консензус или зашто не постои се уште консензус. Во меѓувреме Европската унија го поздрави напредокот на Македонија и најави поддршка за реформите. На состанокот помеѓу министерот за европски прашања Муртезани и представничката на Европскиот совет Ана Марија Бура било истакнато дека мора да се забрза динамиката на македонските евроинтеграции.